Се вративме назад денеска на посебно задоволство и имаме Ангела Найдовска, студент на постдипломски студии на ФЕЙТ, односно на насоката обновливи извори. Истовремено таа е член на Факултетското студентско собрание на ФЕЙТ, истовремено председател на Комисията за наука при Универзитетското студентско собрание на УКИ. Овде денеска ја повикавме поради неколку причини, а тоа е со неја сакаме да збориме повеќе за студентскиот живот, но истовремено што е тоа што се случува во позадината во рамките на Комисијата за наука и каков голем настан планираат тие на почетокот на новата академска година. Така што добре дојде Ангела. Ти си мислам прва надвор од нашиот кампус и факултет за интервју, така што почестена сум. Да, кампус си дефинитивно, за факултет не си, ама дефинитивно кампусот што ние научим си прва. Да. Мислам дека можеме да почнеме, бидејќи секако концептот е така по разговарачки. Сакам да почнеме со студентски живот, односно сакаме тебе да те прашаме зошто токму го избра ФЕЙТ? Зошто не праве, например? Зашто не правен? Можеби затоа што не мислам дека би била добар правник, ама и повеќе сум била насочена кон техничка наука, односно повеќе сум сакала математика, физика и така натаму, а плюс студирав на обновливи извори на енергија исто пред да се запишам на постдипломски. Така што и тука голем удел имаше и желбата за почиста екологија, почиста енергија и така натаму. И морам да кажам дека не се каам со мојот избор, но си ја сакам струката. И не би можела ја да бидам правник, мислам. Не ми се тоа и не знам. Фејтот секогаш сум од трета средно знав дека ќе идам на ФЕЙТ, така што јас немав никој проблем за да не можам да се решам што ќе студирам, ама и не се ни кам за додипломски е супер, постдипломски така иде. Добро, бидејќи често барем јас ретко кога сум слушал некој човек да оде на постдипломски, барем за технички факултети. А бидејќи ти сега си на постдипломски, дали ти е вреден воопшто вака, барем за технички факултети? И зошто баш одбра да одиш постдипломски кога голема е реалноста и со додипломските студии да најдеш работа? Вака, ја имав различна желба за што сакам да правам во животот. Имав први амбиција да бидам демонстратор на ФЕЙТ. Obviously не испадна ништо. И се запишав на постдипломски со надеж дека би останала на факултет. Не можам да зборам за другите факултети, за ФЕЙТ конкретно постдипломски јас не би ги препорачала, ама и општо не би препорачала одење на постдипломски по завршувањето на додипломски. Никако мислам дека е подобро да си го најдеш своето место во струката, затоа што ние имаме голема палета на знаење, мислам, ние не сме сконцентрирани на едно стрикно што изучуваме. Па тек после да се запишеш на додипломски, ама на технички науки според мене не вреди додипломски. Јас се запишав, тоест постдипломски. Јас се запишав што сакам да се надоградувам, ама не е дека се надоградувам нешто многу. Во принцип испадна дека морам сама да истражувам и да си го барам знаењето, не ми го даваат тие како на постдипломски што не ги дробат работите, не се днуваат, не си викаат овака се прави, така се прави. Не, овде си оставен сам на себе. И според мене не е тоа начин на кој што еден образовен систем би требало да функционира. Значи, покрај тоа што е постдипломски, пак треба некој... Не сум јас експерт, пак, и покрај тоа што сум дипломирана, не сум експерт, пак треба да се надоградувам. Не го препорачувам. Don't do that. Џабе 1500 евра. Збориме за ФЕЙТ, за правен, за постдипломски, додипломски, технички факултети, но прашањето кое што ја би сакал тебе да те прашам е зошто баш Македонија? Добро и за еве и Никола и ја може да даеме одговор зошто сме останале тука, бидејќи гледаме
голем дел младиве, поготово овие неколку години, па и порано решаваат да ја напуштат државата и да студираат некаде надвор. Која е причината? Јас пробав. Не е дека не пробав да заминам. Пробав, само што не добив стипендија на универзитет кој што сакав да студирам, на другите не ме се допадна едноставно програмата и зашто да се оцелам само колку да се каже дека сум оцелела. Значи не, се запишав тука, работам, задоволна сум, мислам, рано е да кажам дали сум задоволна, зашто сепак има година ден од кога сум дипломирана, ама генерално да сум задоволна, али не е проблем образовниот систем за иселување, проблем е општеството, да бидеме реални, не е образовниот систем, да сам можеш ти да седнеш да учиш, да се надоградуваш. Ама општеството не можеш да го смениш сам. Така што да, ама има минимална надеж, барем ова со УСС што го работиме. И кога ги гледам по-младите генерации, мислам сега ако се направи старата, по-младите зборувам една-две генерации што биле наследиле нас што сме сега на завршување. Има надеж, не е дека тапка работата во место. Значи, будни сме, тука сме, размислуваме, го гледаме проблемот, го работиме на проблемот. Така што не се каам што сум останата. Мислам, не знаме, може ги си изилам, ама сега стојам на тоа дека не би се изилила. Да, јас не знам, ја имам поминато втора година средно надвор и кога се враќав мислев да идам надвор, ама кога видов дека направен имаат програма политички на англиски, одма решив уште трета година средно, таму сум уште 3 години максимум. Но освен за факултетот сметам јас дека Скопје е добар град за еден студент. Има замисли, ја идам од Струмица и као Струмица, факултетот Струмица и факултетот Скопје, скалило има разлика. Ама сепак мислам дека имаме доволно големи можности, едно што да идеме на факултетот, друго и милион други работи кои што може да ги правиме во Скопје. Па така би те прашал како би го оценила твојот некој досегашен студентски живот? Начна нешто ти за УСС, ама што за тебе значи еден студентски живот како последните години од кога си студент? Не, јас не можам да се похвалам за некој многу добар студентски живот на ФЕИ заврши. Значи не. Немаше, мислам, вака, првите 2 години не, ама добро, првите години сите лутаме, па не знаеме дали е тоа за нас, па дали може да го издржиме, дали не може да го издржиме. Ама другите 2 години, зборам на трета и четврта, стварно, многу се поминам, зашто ние, мислам, луѓето кои што ги запознав на факултет, ми се сега во најблизок круг на пријатели, блискост на фамилија и со нив имам поминато доста убави работи, сме иделе по конференции, сме шетале, и низ Скопје сме шетале се, значи и низ Македонија, се е тоа окей. Ама не можам јас да кажам за студентски живот во Скопје, зашто јас живеам во Скопје. Не можам да го опипам тој осет на студентски живот, зашто не ми се разликува нешто многу тоа што во средно го правев. Некако исто ми доаѓа. Веројатно подобро е некој да го каже што доаѓа од друг град и да каже каков е животот во Скопје со студенти, зашто веројатно поинаку го доживуваат тие од ние што сме тука цел живот. Не знам. Студентски живот како студентски живот, јас не осетив нешто многу голема разлика од средно. Другите веројатно не знам, не зашто се крева фама околу студентски живот, исто е, не плюс минус некои повозрастни работи што ги правиш, ама мање битно е тоа, не знам. Зависи како си имаш разбрано тоа. Да, мислам дека пак е до нели како лично се го среди животот. Барем особено за оние кои што доаѓаат од страна, па сега тоа е една цела нова средина за интеграција, можеби како Скопје не го осеќа тоа толку, но барем за од страна што се надвор од Скопје секако нешто ново за нив. На неколку наврати го спомнавме УСС, спомнавме дека си председател на комисијата за наука, една од поактивните комисии моментално на студентското собрание. Моето прво прашање било зошто токму
комисија за наука ја работиш и би сакал да те прашам што точно се спрема генерално, која е целта на комисијата и зашто таа работи? Значи вака. Во принцип, зашто комисија за наука иако председател ми е многу таков некако Може го гледам како координатор, не председавам јас со луѓето во комисија. Како правници користиме тоа што пише во статут. Да, значи ја се сметам себе си за координатор на комисијата, затоа што е многу автономна и не е председател звучи како јас да имам последниот збор, не, никако. Се е тоа убаво, има автономија, демократија, за некој чудо. Зашто наука? Зашто се занимавам со наука од 12 години. И воедно и сакам да се занимавам во животот со наука, сметам дека се околу нас е наука. Значи се е производ на некоја наука, дури зависи како го гледате. Значи нема уметност без наука, ништо нема без наука. Пример пенкалова, кога токуш е просто, е производ на наука, на технологија некаква. И е нешто што не можеш да избегаш, факт е, значи докажано е, мислам добро, анти-сајенс движењето нема да се согласи со мене, ама останатите луѓе кои што веруваме во наука, веројатно ни е привлечено зашто факт е, нема мрдање од тоа. А комисијата за наука, според мене, е веројатно сум организирала доста многу настани, сум била активна во пленум сегде, ама комисијата за наука ми е најдрагото нешто што го правам моментално, затоа што зашто сум постара малце, и немав толкава надеж врз младите генерации, нормално сите викаме последна млада генерација што чини, другите натака не се добри. И сега кога ги гледам, кога им ги слушам идеите, кога ја гледам жилбата за работа и жилбата за научно-истражувачка дејност, тоа толку многу ми влива некоја надеж и жел уште повеќе да се вложиме, уште повеќе да работиме заедно. Имам доста проекти, ако почнем да зборуваме за проективе, ќе траела 3 сати, ама се на се имаме конференциите кои што веројатно за сите многу најголемата фама би се кренала околу нив. Го имам Иноса е проект со иновации и технологии на науки ме технички тоа, ама би се одвивало на Инофейт. Тоа е надпревар за иновации на кои што би учествувале интердисциплинарни тимови. Интердисциплинарни значи дека сега ќе се собереме јас како електроинженер, вие како правници, политички науки, не знам некој од земјоделски, ќе измислиме нешто заедно, тоа е доста добро. Имаме голем дел на работилници кои што би офатиле сите кампуси и имаме и доста други проекти кои што нема ги кажам зашто што ги немаме напишано. Зашто комисија за наука е толку многу драга затоа што конечно всушност ние студентите сме сплотени затоа што факт е дека мојата наука е многу блиска со на машински градежен архитектура, но ние никогаш немаме работено заедно. Зборувам во средношколски во студентски живот. Надвор од кога ќе дипломираме, во една фирма работат сите 5-4 струки. И конечно, со самава комисија, ние се сплотуваме, доаѓаме до милиони идеи и дојдете. Приклучете се во комисија за наука. Да, инаку комисиите за при УСС се отворени за сите, така што секој студент кој што сака да даде свој принос во целиот тој процес е добре дојден. Георги, мислам дека ти имаше прашање, па после јас ќе продолжам. Јас пред да поставам прашањето од мала дегресија на тоа што кажа Ангела, може слободно да кажува за сите проекти што ги имате, пошто подкастот ни е таков да и 3 сати да тера и 3 сати ќе тераме. Така што не е проблем. Пошто ние кога почнувавме, бевме као двојца правници, еден политиколог идни, ама пак да ни даеш тема за едно пенкало ќе збориме пола са. И пробавме. Тоа сте правници. Баш затоа. Као можеме да бидеме концизни, прецизни у 2 реченици да кажеме сега, ама не ни дава тоа нешто у нас што е и затоа сме на правен факултет. Ама прашањето би било дека јас сум член на
факултетското студентско собрание на правен факултет, работиме со медиумов и последните недела две гледаме у последно време доста промовирање за конференциите кои ти ги спомна. Дали може нешто поточно да ни кажеш што, како, кога, некој таймлайн за оние што не слушаат сега, а и ќе го поставиме овој како посебен клип, нешто повеќе да научат за конференциите и како да се вклучат и што ќе представува тоа? Епа вака, во принцип, кога ја добив позицијата на координатор за комисија за наука, размислував како најдобро би било да се почне да се размислува на научно-истражувачка дејност кај студентите. Значи, факт е тоа, има луѓе кои што, пример, вашата наука, правните науки, не ги гледат како наука. Он мисла дека само техничките науки се наука всушност, затоа што ние можеме нештото да го измериме и да го докажеме преку доказ и после тоа преку симулација или нешто друго да го докажеме резултатот. Ама не го гледат моментот дека всушност и мојата наука и вашата наука е подеднакво важна. И никогаш не се обрнувало внимание на пишување на научни трудови од оние општествени струки кои што се. И дојдовме до идејата да гледаме барем на сите сродни струки ќе ги викаме, да има научна студентска конференција, затоа што вие не дипломирате со дипломска, ама ние дипломираме со дипломска, тоест пишуваме дипломска теза, разработуваме и поразителен е фактот кога ќе видите колку всушност од студентите не се академици и не знаат да цитираат, не знаат да истражуваат. Значи, во денешно време, кога постои Google, кога секоја можна информација ни е на дофат на рака, срамота е еден универзитет како УКИМ, што е државен и најголем во Република Македонија, Северна Македонија, да нема истражувачка дејност кај студенти, затоа што како очекуваме ние да имаме развиено општество ако немаме наука? Значи, темелот на едно развиено општество не е науката. И темелот на развиена култура е науката и уметноста. Исто тоа е наука. Затоа што тие се сликари. Јас никогаш не би можела да бидам, затоа што немам мозок за такви работи, ама гледано од аспект на некој кој што сака многу наука и кој гледа техниката, линиите на четката, платното, тоа е производ на една наука, бојата е производ на една наука. И дојдовме до моментот каде што решивме дека ќе ги соединиме сите можни науки, сродни, учувајќи ги дури и уметничките факултети. ФЛУ, Факултет за ликовна уметност, е во склоп на студентска конференција со технолози и природно-математички факултет. Значи, работат за материјали. Сега, веројатно видовте, тоа би биле 6 студентски конференции. Зошто 6, а зошто не помалце? Тоа е веројатно прашањето што сите ме прашале. Значи, вака, не е дека веројатно би можеле да се спојат да не бидат 6, да бидат 5. Ама, вие кога организирате една студентска конференција, не е моментов само, значи, големата слика е дека сакаме да направиме научно-истражувачка дејност на студентите, да ги натераме да истражуваат надвор од една досадна рамка на студентската програма. Ама во текот на организирањето се подобрува студентот кој што организира самата конференција, значи му давате плюс искуство во животот, организирал нешто, одговорност му давате плюс. И веројатно е подобро да бидат 6. Има една правени економски. Нема ги кажам кратинките, може и ги утнам. Другата е направена од филозофски и педагошки. Тоа е вашиот кампус. На технички кампус има Скеор, таа е веќе постара конференција. Ова е 8 година, ја кажувам затоа што ми е многу драга, затоа што јас имам организирано во 2018. И таа ќе биде соединета, значи, меѓу ФЕИТ, машински, градежен и архитектура. После тоа имаме таа што спомнав со технолошки ПМФ и ФЛУ. Имаме медицина, стоматологија и ДИФ. Тоа е за нутриција. Многу добра, мислам, стварно добра. И темата е на место, и логото им е многу го. И заборавам уште една за глобални климатски промени на кампус Автокоманда.
и генерално ги опфаќаме сите факултети кои што нели биле сакале да организираат. Затоа што јас можам да кажам, дечки, ние ќе организираме 10 студентски конференции, ама ако самите членови во комисијата немаат желба за организирање и немале идеја, затоа што јас не можам на правење економски да им кажам за ова ќе пишувате, зашто не разбирам. Ама се овие 6 студентски конференции се производ на студентската желба и идеја и замисла на што би можеле тие да истражуваат. Така што јас не се гледам дека имам некој голем удел во ова. Едноставно сами сте си го направили и сте виделе дека е потребно. Само некој требало да ви рече, ајде дечки да го правиме ова. Да, мислам, за оние кои што не слушат, информациите информации за конференциите може да се најдат и на Facebook и на Instagram, има најголем дел, така што таму ќе бидат објавени и повиците и сите детали, исто така и на веб страниците на различните факултети. Не ви кажав кога ќе бидат. Значи, добро што ги спомна повиците. Повиците ќе ги објавиме на 15 мај, а самите конференции ќе бидат во октомври. И со тоа, ние си го прогласуваме октомври за месец на науки. Can beware. Да. Покрај конференциите кои што сега ни се особено драги, кои што си ги планираме во екот на најголемата светска пандемија, барем мене ми е интересно кога сум по 4-5 сатна состанок со координативниот тим за конференцијата направени економски. Би сакал да се навратам на нешто што требаше да биде пред ова, а тоа е посебна комисија која што Ангел исто така предводеше, но не успеа од објективни причини, не од наши лични, да се манифестира тој план, односно тоа е планот за саем на УКИМ, односно УКИМ Fair of Arts and Sciences. Па Ангела, ако можеш да не подсетиш и мене и тебе, што беше муабетот со таа комисија и со тој проект? Значи, ме боли за проектот, стварно. Тешко ми е да зборам за проектот, затоа што многу ми е драг. Мислам, ко се остало што кажам дека ми е драго, ама стварно. Значи вака, започна од идеја дека треба да имаме студентски саем за пракса и вработување. И нормално дека мојот технички мозок размислува за технички науки, дека не размислува за другите науки кои што не ги разбирам. И почнавме од таа идеја и почнавме од идеја дека би било само на технички кампус. И после, затоа што јас имам една мала мана, сакам да ги соединувам сите науки, сите студенти, да сме на едно место, да сме сплотени, зашто така треба да биде. Прерасна во екстремно голем настан, наречен студентски саем на науките и уметностите. Требаше да помине сега да спиеме, зашто ги бевме преуморни. Ке беше закажан за 6 и 8 мај. Предвидено беше првите 2 дена да биде саем за вработување и пракса. И во тие 2 дена самите компании и студентите да си се запознаат со можностите за вработување после дипломирање. Воедно и самите компании да се представат. И тука имаш уште еден момент каде што кај нас на технички науки доста од компаниите развиваат одредени проекти имаат и секогаш е добро да слушнете млад човек кој што различно го гледа, различно мислење има, едноставно како брейнсторм да се деси на како пример тези за таа да се дискутира помеѓу академија, студенти и бизнис сектор. После тоа за прв пат ќе правевме да има и интервјуа, па и направивме работилница за CV за таа цела, ама ја направивме без да имаме саем, ама добро. И на моја огромна желба, третиот ден беше ден на култура. И тука сите, не само уметничките факултети, кои што ги знаеме, нели ФДУ, ФМУ и ФЛУ,
а туку и останатите факултети, како што се пример архитектура, педагошки, ПМФ со етнологија, би се представиле со своји дела. Значи, имавме бина на која што ќе свиреа од ФМУ, педагошки имаат некои поезии, читаат, и тоа ќе беше еден добар склоп, каде што на почетокот тие два дена би биле општо за струкиве кои што имаме, нели, компании каде што би се вработиле, приватизацијата, нели, капиталистичкиот дел од општеството да ги поканиме. И веќе третиот ден ќе беше така некој лежерен ден на културни уметности, мислам културни представувања на студентите. На крај ќе завршиме со многу добра журка, ама ете, ништо од тоа. Наредна година ви го оставам во ама, не тебе. Ќе биде за наредниот состав на УСС и ФСС. Но да мислам дека ќе се појават на задачите. Ја само мала дигресија, капитализам која спомна, има среќа што Димитар не е овде, иначе ќе почнавме дискусија како треба самиот тој да се елиминира, ама не и се причината поради која што овој сам нема да се одржи е коронат. Па сакам да те прашам малку да се наратиме, кога зборавме за факултет, не начнавме и како моментално се одвива еден, не знам, баш за тебе, еден ден на факултет. Какви се последици имаш од тоа и како оди, не знам, полагања, предавања, сите тие ствари? Кај нас на втор циклус не е како на прв циклус. Значи, општо немаме предавања. Така што мене, гледано од аспект на студентски живот на факултет, не ми смени нешто многу короната, само што не можам да полагам, затоа што ФЕИЦ изгласа дека според статут нема да се полага. А инаку од аспект на предавања секако немаме. Така што не ми смени. Од аспект на живот премногу ми смени, зашто одам на работа и не одев 2 месеци. И тоа беше малку шок, зашто сум човек кој што не знае да седи дома, значи константно морам да правам нешто и сега бев затворена и не е пријатно, не знам. Секоја чест на луѓето што многу приземно си го сватија и тоа и си го тераат уште така како ќе биде. Јас не бев од луѓето што викаш ќе биде, бев од луѓето што едва чекаше да излезе од дома. Мислам, не искачав, не кршев мерки, не излегував, само кажам дека би сакала да излезам. Надежно во скоро време тоа ќе биде. Кога веќе кажа дека сакаш да правиш многу работи, барем за момент кога би се навратила на додипломски студии, како би го пишал, нели, тој баланс меѓу наука, факултет и социјален живот, и можеби не е толку релевантно во твојата ситуација, бидејќи работам со тебе во комисијата, одмарањето и спиењето. Има нешто што се вика тайм менеджмент и е најдобрата работа што постои. Значи, јас сум човек кој се успева да стигне, не знам како, ама работам на принцип на sticky notes. Значи, имам sticky notes во различна боја за секоја работа. Пример, портокалова ми е за работава која што ја работам на работа, зелена ми е за факултет и розова ми е за УСС. И во текот, мислам, пред да заврши денот, пишувам што секоја обврска која што имам. Па исто тоа правиме на факултет. Така што никако не сум спијала, мислам, јас без 8 сати спиење не можам да функционирам. Сега веројатно спијам помалку зашто не можам да спијам, сафра ме паѓа дома. Ама и social life секогаш ми бил на ниво, мислам, сега нема да излезеш сред недела, ама петок сабота ќе искучиш. И недела е фамилиарен ден, не си искача. Мора да ги видиш твоите да те видат и те забораат никако. Да, тоа е дефинитивно. Никола, кога кажа за спиењето, мене ми текна, не знам колку Ангела ќе знаат примеров, или цитатот од Зоран Џинџич, кој што беше поранешен премиер на Србија, на нашиот сосед, кај што кога идеше кампањата за изборите 2000 година или за протестите 2000 година, велеше дека не може ние да станеме светски шампиони ако спиеме, ако нон-стоп имаме некои слави, нон-стоп бидеме, не знам, уславење,
така он кажуваше ќе спие или тие што сакаат да станат светски шампиони ќе спијат кога ќе идат у пензија. Согласувам. Да, за жал он не дочека пензија. Се деси тоа што се деси, ама ја барем се водам по таа, ќе спијам кога ќе бидам у пензија, така што Ама никога ќе бидам у пензија нема да спијам, а не знам да не мрам ништо, ќе спијам кога ќе умрам и тоа е тоа. Нема да ме стана. Не, да се согласувам, значи индивидуално до човекот, доколку сака сам да се вложи во својата струка и во своето развивање како човек. На некој повеќе му значи да спие 10 сати, на некој повеќе му значи да го фати денот од одма и тера, идеме. Ама си успела, не, стварно само треба да си фокусиран и да знаеш точно што сакаш и која ти е целта во животот, што сакаш да ја постигнеш. Не дека е тешко, мислам, влегуваш во рутината, после тоа се навикнуваш и не знаеш како да не приш ништо. Јас. Тоа е дефинитивно точно. Така што мислам дека можеме да го затвориме интервјуто со тоа што, како и на сите гости до сега, дали би имал ти препораки за филм, серии, книги, активности, хобија кои што би може да се прават во време на изолација и општо, кој ќе заврши сето ова? Да ти препорачам филмови. Било каква препорака. Значи, вака, многу ги сакам Марвел и поглед тоа што сум човек што верува во наука, пак сакам Марвел да ги гледам, мислам како сите, не можам да изберам еден. Последно што имам гледано е пред недела дена. Така што не можам многу да препорачам. Пора немав повеќе време, сега некако така. И кога ќе седнам да гледам, не го гледам фокусирано и гледам нешто без врска, некоја комедија, серија, значи La Casa de Papel е најдобрата серија направена на Netflix. Толку имам да кажем. И Dark, ајде ви, Dark ја дадам, значи, ајде. Книга. Поше читам стручна литература, ама било што Ден Браун е сосема многу убаво. Хоби. Јас, затоа што не можам да вежбам, као активна сум физички, така што ви препорачала на сите да си вежбаат, ама пред да вежбате истегнете се за да не се сјебе нешто. Си извинувам, скратете го било. Мислам дека ова, чекај, ова не верувам дека ќе окатнеме, пошто ова е прва пцовка на подкастот, така што... Значи прв пат ви дојде некој од друг кампус и прв пат ви опцам. Ама не, шалам на страна, значи мора да се стигнете и да се загреете пред вежбање, затоа што јас така раката овде нешто ја зизнав и не вежбав еден месец и не го прати тоа. Да, тука се согласувам, бидејќи и самиот знам како е, поготово кога играеш спортови кои што не се за тебе. Тоа за мене го зборам. Да, фала ти, Ангела, за гостувањето, за одвоеното време и за големиот број на информации кои што ни ги даде, поготово во врска со Комисијата за наука и Универзитетското студентско собрание, и се надеваме дека кога ќе дојде време за да се одржат овие конференции, пак ќе ни дојдеш и пак ќе збориме за подетални информации за истија. Ќе збориме за успехот на конференциите на крај, значи ноември. И тоа. За успехот на сред конференција ќе те повикаме и лайв интервју. Идеме лайв на сред некоја од конференциите, лайв со Ангела. Готово, може, договорено. Инаку фала што ме викнавте, многу пријатно се изненадив, зашто ви ги гледав другите теми и се беа ваш кампус, а ми се свиѓа што гледате малце на кај наука повеќе. Ангела, ти благодарам уште еднаш и мислам дека време барем за мене да се вратиме на работа за конференцијата. Ајде, одлично. Драго ми работите. Ајде, чао. Чао.